Листата на лекови по заштитени имиња натовар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија од 11 јуни ќе биде проширена со додавање на 80 нови заштитени имиња на лекови од 23 различни производители и компании во рамки на постоечките генерики, што е за 4% повеќе лекови за осигурениците. Ова денес на пресконференција го истакна директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефановски, кој рече дека вкупниот број лекови од различни производители што се достапни за осигурениците на товар на фондот изнесува 2010 лекови или 52% од регистрираните лекови во државата. Придобивките кои ги овозможува фондот со оваа измена се бројни. Зголемен е бројот на лекови достапни за осигурениците преку аптеките и болниците, поголем е бројот на лекови без доплата, а со тоа се зголемува и конкуренцијата на пазарот на лекови во нашата држава. Има исто така можност за натамошно намалување на цените на лековите. Според него изборот на лекови од примарната позитивна листа достапни преку 774 аптеки низ целата држава станува побогат за 57 нови лекови. Станува побогат за 57 нови лекови по заштитено име од 48 генерики кои што се на позитивната листа, а се наменети за желудник, како што омеропразолот или пантопразолот, за диабетес, за намалување на шеќер во крвта, за кардиоваскуларни болести, за покачен крвен притисок, за намалување на нивото на мастите во крвта, за епилепсија, за паркинсонова болест, за воспалителни процеси, за бактериски инфекции, за болка, за воспаленија за реума. Стефановски појасни дека бројот на лекови за генерики од болничката позитивна листа кои ги набавуваат клиниките или Министерството за здравство исто така се проширува за нови 23 лекови по заштитено име со референтна цена од 18 постоечки генерики, во кои спаѓаат витамини, лекови за анемија, антибиотици, како и за онколошки лекови.